растат цените, платите не се менуваат, дали минималната синдикална кошница за месец март е доволна да преживее едно македонско семејство? Утрово одговор бараме од Иван Пешевски, подпредседател на Сојузот на синдикати на Македонија. Добро утро, како сте утрово? Добро утро, добри сме ние работниците. Се надевам дека ни цела Македонија не гледаат. Да, споминавме, се зголемуваат цените, меѓутоа никако платите не се менуваат. Видете, не е точно, платите се менуваат, постојано има раст на платите како во приватниот и во јавниот сектор, но тој пораст не е доволен. Тоа го велиме ние во Сојуз на синдикати на Македонија. Буквално до крајот на месецот ќе има нова минимална плата, која што ќе биде според нашите пресметки, ја верувам дека истите пресметки се и на представниците на власта, околу 2400 денари, истата би изнесувала 22.500 денари. Повторно, ниту две минимални, ниту минимална и просечна не ја задоволуваат потребата на синдикалната кошничка, и тоа е основ да се бориме повеќе и да бидеме побројни во синдикатите, како би можеле да преживееме во тековниот месец овие средства. Мора да имаме во предвид дека платите во приватниот сектор природно некако повеќе порасна, имајќи во предвид дека имаме се повеќе недоволен број на работници во повеќе сектори, особено во трудоинтензивните дејности. Меѓутоа и во јавниот сектор не може да се пожалиме, бидејќи соопштиот колективен договор од минатата година, платите на вистина растеа, но пак ќе кажам, за да се зачува куповната моќ на луѓето треба да се зауздаат и цените по маркетите, инфлацијата и сето тоа што е обврска на инспекциите и на државата. Што е до нас, преку социјалниот диалог, навистина покажавме дека низ годините платите ги зголемуваме ке вработените. Тоа значи дека се намалува куповната моќ на работниците? Па да, она што можело да се купи со истите плати, ако се спореди вредност на таа кошничка, ќе видиме дека со две минимални плати во минатото повеќе од 80% се задоволувала кошничката, нажалост денес тоа се 60%. Повторно ќе кажам дека не треба да биде репер зголемувањето само на минималната плата, туку напротив идејата и иницијативата кога се донесе законот за исплата на минимална плата беше да таа биде само репер и почетна плата за коефициент единица, а не таа да ја зимаат повеќе од 60% во државата. Доколку растеа платите онака како што беше замислено и со колективните договори на ниво на работодавачи, со општите колективни договори, денеска платите ќе беа преку 40.000 денари, а немаше да биде просечната 40.000 денари од една страна, од друга страна знаеме дека таа истата порасна со порастот на платите на функционерите и одредени дејности кои што се навистина далеку над просекот, а најголем дел од вработените се помеѓу 25 и 30.000 денари. Се наближува летниот период, дел од работниците кои што сака веќе заминуваат во странство, каде што им се нуди подобра работа, подобра плата. Видете, работата, како работа и условите за работа се исти, да не се лажиме, и во западноевропските земји, навистина условите за работа во трудоинтензивните дејности се тешки, и таму преку лето и преку зима во градежништвото или во гостителството и туризмот условите се тие, но платите да се поголеми, едноставно стигаат тие плати за луѓето да ги задоволат основните потреби, да имаат можеби и стапка на штедење и обезбедени средства за годишен одмор, што македонскиот работник нажалост не може да си го дозволи, но она што не загрижува нас е дека до лани не бевме последни на табелата, пред нас беа Босна и Албанија, па со отворен Балкан можеше да се очекува дека ако има увоз на работна сила, тоа можеби да бидат некои од овие држави, меѓутоа годинава Македонија е нажалост на последното место, веќе со минимална плата и просечно не помина и Албанија и Босна, да не зборувам за Словенија, Хрватска и другите земји што до вчера беа со нас во системот во една држава, денес ни бегаат повеќе од дупло и во минимална и во просечна плата. Се надевам дека ќе биде ова добар показател да и оваа влада и било која следна која што планира да превземе, да веруваат во нашите работници, да не ги бркаат на сила, туку напротив да ги зголемуваат платите, да видат продуктивноста претходно од која ќе ги ценат и од која ќе ги платат. Не може да очекуваме ние со овие плати да бидат работниците продуктивни како што се жалат работодавачите и представниците на власта. Навистина стандардот на граѓаните е низок и треба да се работи на тоа да се поправи. Доколку ви одите на работа и на први не ви се задоволат основните потреби, вие нема да бидете мотивиран работник и не може да ја бараме упорно вината во работниците, кога од друга страна работодавачите не ќе да го одврзат кесето и да дадат плата соодветна на трудот што го вложуваат работниците. Уште рано наутро забележуваме работници на градилиштата. Колку се тие заштитени при работа на терен? Се вршат ли тие инспекцијски контроли? Што е до нас, за минатата година имавме преку 10.500 што анонимни, што со име и презиме пријави од Сојуз на синдикати на Македонија. На голем дел од нив беше одговорено, голем дел од работодавачите беа и санкционирани, меѓутоа мислам дека Државниот инспекторат за труд треба постојано да го зголемува капацитетот, имајќи во предвид дека има недоволно број на инспектори да ја покријат не само територија Македонија, туку и Скопје.
Она што го забележуваме на градилиштата, точно ќе видите и вие како лаици во областа дека таму кај што се почитува социјален диалог имаат компаниите организирани работници во синдикат, навистина има и лична заштитна опрема, се почитува работно време, паузи, редовна плата и така натаму. Но да не забораваме дека градежништвото во преку 50% работи на црно. Се уште имаме работници со плата во плик, на надница и така натаму ангажирани од поедини несени работодавачи, него инвеститори во високата градба, кои што прво место и приоритет им е профитот, а понатаму безбедност и здравјето на луѓето и нивните плати. Нажалост, и они беа веќе на работни исчезнување, што се вели, па барем во тој сектор се зголемија платите од проста причина што немаше работници, а инаку за ваша информација само минатата година си отидоа 12.000 работници од градежниот сектор од државата. Тоа е еден град од Источна Македонија кој цел да се заминал. Доколку не се освестати работодавачите и власта да ги качат платите за достоинствен живот и да ги задржат работниците, мислам дека не ни се пишува светла иднина. И дамите се дел од градежништво? И дамите се дел од градежништвото и верувајте дека особено во високоградбата и во нискоградбата, изградба на мостови, тунели, имаме жени инженери кои што навистина безпрекорно се вршат работата и се рамо до рамо со мажите и може да го сносат истиот товар во градежништвото, индустријата за градежни материјали. Исто така и во шумарството. Исклучително тешка дејност каде што и во шумарството и дрвната индустрија има исто така жени кои што веќе ги пробија бариерите дека нема машки и женски работи и се навистина прекрасни работници, така да треба да ги цениме и да ги платиме соодветно. Подсетивте во текот на вчерашниот ден се наближува 1 мај, денот на работниците, сите заедно да ги сите заедно овој пат да ќе се обединиме, се надевам сите синдикати, сите конфедерации и сојузи да го кажеме гласно она што го мислиме и што го живееме секој ден со работниците, дека навистина треба да заживее поубаво социјалниот диалог, односно да вроди со плод со повисоки плати и побезбедни услови за работа, така да можеби ќе има протести пред 1 мај, не би сакал да најавам нешто што уште председателството не донело одлука, меѓутоа на 1 мај секако дека се гледаме сите на улици и ги охрабрувам сите работници, пензионери и граѓани да излезат да го изразат своето и задоволство и незадоволство, бидејќи секогаш може да биде подобро, а верувам дека оваа година ќе има навистина голема бројка, имајќи во предвид дека се случија навистина многу работи во 2023 година. Да, секогаш кажуваме силата е во работниците, благодарам на одвоеното време. Ви благодарам и вам. Студио